Српската полиција уапси лице осомничено дека заедно со уште едно лице по кое се трага во вторникот околу 4 часот и 52 минути активирале и фрлиле рачна граната во двор на семена куќа на Дедиње во Белград, со што предизвикале материјална штета. Тоа доцна синоќа го соопшти Министерството за внатрешни работи на Србија. Медиумите во средата објавија дека бомба била фрлена врз куќата на пејачот Здравко Чолич, кој во тој момент не бил во Србија. Никој не е повреден од експлозијата, сопругата и ќерката на пејачот во тој момент биле во куќата. Српскиот министар за внатрешни работи Ивица Дачик, како што е наведено во соопштението, изјави дека апсењето го извршиле припадници на МВР на Србија, полициската управа на градот Белград и управата за криминалистичка полиција во соработка со Вишето јавно обвинителство во Белград и Безбедносно-информативната агенција. Уапсеното лице, родено во 1993 година, е осомничено за сторено кривично дело, недозволено производство, поседување и носење и тргување со оружје и експлозивни материи и предизвикување општа опасност и ќе биде приведено во Вишето јавно обвинителство во Белград. Никол сакаше да се венчаат и да имаат деца, а тој се однесуваше како тинејџер, вели пријателка на Никол Шерцингер, која смета дека Ким Кардашијан прави сериозна грешка со врската со Луис Хамилтон. Бивша девојка на возачот пак вели дека е навредувал и пред неговите пријатели ја нарекувал дебела, иако таа работи како модел. Иако уште нема официјална потврда, се шпекулира дека новата љубов на Ким Кардашијан е Луис Хамилтон, Формула 1 возачот кој скоро цела деценија беше во врска со Никол Шерцингер. Ким и Луис одамна се познаваат, но сега извори блиски до реалити звездата велат дека нивното пријателство се претворило во нешто повеќе. Во период од само неколку денови тие беа забележани заедно на разни локации од Париз и Лондон, па се до Калифорнија, каде што наводно поминале цел викенд во домот на Ким. Според изворите, Луис многу добро го знае целото семејство на Ким, додека мајка и Крис Дженер била среќна за нивната врска. Сепак, блиските на Ким се сомневале дека Ким направила добар избор, бидејќи меѓу славните било познато дека Луис е проблематична личност. Виолета Арсовска, сопран со богата музичка и педагошка кариера, која плени со својот моќен и емотивен вокал, неодамна постигна огромен успех на престижни меѓународни надпревари. Таа се врати од Соединетите Американски држави со златен медал, а од Русија со сребрен, и тоа во конкуренција на изведувачи од целиот свет. Интересно е што оваа позната штипска оперска пејачка го постигна успехот со изведба на македонски народни песни во аранжман на наши познати композитори. На International Youth Music Competitions во Атланта, САД, таа беше најдобра и беше прогласена за апсолутен победник во категоријата. Уште помило ми е, бидејќи освоив златен медал со мојата последна изведба на Марика Мома убава од Томислав Зогравски, вели Арсовска. Постојат концерти и постојат вечери што се паметат цел живот. Оваа година Давид Емилков ја започнува својата нова концертна приказна токму од Скопје, својот роден град, местото од каде што се започна. Со солистички концерт во Македонскиот народен театар, тој на најдостоинствен начин ја заокружува 10-годишната музичка кариера и отвора ново поглавје пред својата публика. Концертот го носи името Мојата Македонија, песна што прирасна во емотивна химна и силен символ на поврзаноста со идентитетот, корените и народот. Токму таа песна, заедно со композициите од актуелниот албум Слушај животот штом диктира, ја гради срцевината на вечерта, што не е само музички настан, туку лична исповед, благодарност и прослава на патот што започнал токму тука.